Со разрешувањето на Катица Јанева завршува и мандатот на јавните обвинители во СЈ. Во Законот за специјално јавно обвинителство јасно е регулирано дека штом шефот на обвинителството ја губи функцијата, со него се распушта и работата на обвинителите. Во законот стои: мандатот на јавните обвинители од став 2 од овој член нема да го надмине мандатот на јавниот обвинител. Адвокатот Звонко Давидовиќ веле дека законот е јасно прецизиран и дека Елизабета Јосифовска, Ленче Ристовска, Фатиме Фетај, Лила Стефанова, Гаврил Бубевски, Артан Ајро, Трајче Пеливанов, Бурим Рустеми, Стивчо Донев, Љубомир Лапе автоматски според закон го губат мандатот. Мандатите на јавните обвинители кои што се во специјалното јавно обвинителство во членот 9 не може да го надминат мандатот на јавниот обвинител. Што значи дека со престанок на неговата функција, нивните функции престануваат, бидејќи истите го црпат своите права и должности од неговиот мандат. По разрешување на специјалниот јавен обвинител, треба да се избере нов јавен обвинител и да се изберат обвинители во обвинителството согласно законот. Ваквиот став го дели адвокатот Јанаки Митровски, кој веле дека сега судбината на обвинителите е во рацете на новиот специјален обвинител, бидејќи тој го избира тимот со кој ќе работи. Митровски веле дека тоа е законска процедура, секако доколку не дојде до нови промени со евентуалниот нов закон за јавно обвинителство. Со завршетокот на мандатот на Катица Јанева ќе заврши нивниот мандат, така и законски регулирано. Меѓутоа, свесни сте дека Катица Јанева сама си добира, комплетно сама си го одбратимот од прво 12 намалена на 10 јавни обвинители, така да веројатно нивната судина ќе биде во рацете на следниот специјален јавен обвинител. Меѓутоа, дискутабилно е дали воопшто ќе постои друг специјален јавен обвинител после Катица Јанева, или ги јадове има најави за некој поинаков формат на јавно обвинителство. Дали обвинителите ќе останат на своите позиции во СЈ, се огласи поранешниот претседател на Советот за јавни обвинители, Коле Штериев, но повторно недоречен и непрецизен. Само го цитираше законот. Член 9 став 3 или 4, то така некако стои, вие ќе си го толкувате, ја не се впуштам во толкување. Дека мандатите на јавните обвинители не може да го надминат мандатот на јавниот обвинител. Што тоа значи, кој ќе имам причина да зборам, и ако некој се дека е релевантно моето мислење, ќе го кажам. Советот на обвинители уште вчера го достави извештајот за разрешувањето на Катица Јанева, кој денеска се најде во собранието. За разрешување на Јанева е потребно двотретинско мнозинство во законодавниот дом, како и бадантер, односно мнозинство од пратениците што припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Македонија. Евентуалната одлука на собранието за разрешување на Катица Јанева, согласно процедурата, повторно треба да се најде пред Советот на јавни обвинители.